Благодарам уште еднаш за доаѓањето. Очекувавме интерес, но искрени мора да бидеме, не во толкав број. Ви посакувам добре дојде на научната расправа која што се однесува на темата за легализација на канабисот, да или не, во Република Македонија, во организација на Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка, како и на Сдруженијето на млади кривичари. Научна расправа на која што за прв пат ќе зборуваат од сите правни аспекти инволвирани експерти, со кои што ќе имаме можност да ги слушнеме прво нивните страни, секој со своите обраќања, па потоа и со прашања од страна на присутните. И зашто ќе ве замолам за внимание и за тишина, исклучете ги мобилните телефони, други звучни апарати веќе нема. Затоа што немаме озвучување во салата, зборуваме без микрофони. Сдруженијето за канабис и зелени политики Билка Скопје се залага за целосно декриминализирање на канабисот. Под декриминализација се подразбира укинување на кривичните казни за поединечни постапки или нивна замена со некривични санкции во услови кога постојат меѓународно правни пречки за легализација како во медицински, така и во рекреативни цели, и цврсто се залага за заштита и унапредување на животната средина како уставно загарантирано право на граѓаните. Дополнително во делот на организаторите да ве запознаам и со главната мисија на Сдруженијето на млади кривичари, која е да им овозможи на сите заинтересирани членови да ги продлабочат своите знаења во истражувањето на проблематиката што е предмет на нивниот интерес, и тоа особено во однос на теми што представуваат актуелен предизвик и што налагаат сериозна дискусија во однос на одделните прашања што го сочинуваат костурот на казненото материјално право. Пред се да ве поздравам сите и според бројот на присутните и интересот можам да заклучам дека сме спремни да пристапиме кон решавање на овој проблем, и то со една сериозна дебата. Сметам дека самата употреба на канабис е од тамо и треба да се почне. Тоа е лична одлука, значи на секој поединец. И тука јас лично немам дилеми, бидејќи во минатото и тутунот, односно цигарите, па и алкохолот се сметало некогаш се сметало како видна дрога, па е денеска достапно. Иако сите ги знаеме последиците, одредени држави и правни системи кои ова прашање го регулирале, значи во обем и во смисла во која тие сметале дека тоа треба да се регулира, поедобна основа била, значи, дозволеноста, но во одредени граници, со одредени лимити. За мене лично, компаративно гледано, најголемо изненадување беше Израел. Она што успеав да го сознавам, тоа е дека Израел во 2017 година стана една од прилично либерални држави во контекст на решавање на ова прашање како законско решение. Во Израел е дозволено, значи, користење и употреба, лична употреба до 15 грама канабис, односно марихуана, и предвидена е прекршочна санкција само за употреба на јавно место. Значи, употреба на јавно место на овој видно дрога не е дозволено, ниту е дозволено, значи, производство или продажба. Законодавецот тамо го решил тоа прашање со тоа што доколку лицето биде фатено, ова го кажувам како пример, на лице место, на јавно место, значи на место каде што е забранета согласно законот употребата, се казнува во нивни пари, преведено во евра, 225 евра, доколку истото лице повторно биде затечено дека употребува, односно користи ваков вид дрога на јавно место, казната е двојна, значи два пати по 225 евра,
Доколку и трет пат биде затечено дека користи дрогата на јавно место, казната е двојна, 2 пати по 225 евра, но со решение, односно одлука за последна опомена. И она што е најбитно, доколку четврти пат биде истото лице, значи фатено да конзумира дрога на јавно место, тогаш важат одредбите од кривичниот законник. Веќе во тој момент тој е приведен во полиција и така натаму и се презема према него санкција која е предвидена во кривичниот законник. Сите треба да размислуваме во тој правец дека декриминализацијата значи ставање во слободен во слободна состојба, во слободен промет, нешто што до вчера било казнимо, а либерализација е обратен процес, нешто што до вчера било нелегално, сега фактички треба да го ставиме во правна рамка да биде легално. Така да тоа би биле моите размислувања и според мене дилема постои, очигледно расположение постои за дебата и дискусија на оваа тема. За мене лично е само проблематично кој модел ќе биде прифатен во контекст на решавање на ова прашање. Значи сте за? Јас сум генерално, видите, јас ги пратам трендовите кои се во европски рамки веќе тргнати, така да немам воопшто никаква дилема и сега би било, да бидам искрен, глупо да ја бидам некој конзервативец, а веќе кажам, секој од нас носи лични одлуки за нешто и тоа е за мене појдовна основа. Така да немам никаква дилема во тоа. Позначајните тенденции и правците на развој во врска со оваа проблематика се во тоа дека, да речеме, во определени држави користењето на марихуаната генерално е дозволено и кај нас е дозволено, ако во приватноста на својот дом уживате во тоа. Ако не се работи за прекршок, ако не се работи за поголема група, каде што едниот можеби ќе биде обвинет за овозможување на употреба на наркотични дроги, тоа всушност се случува во пракса, влегуваме во тој еден магичен круг како полицијата може да упадне практично во домот доколку има сознание дека се собрани десетина пријатели, секој си има по една доза, меѓутоа на крајот испраѓа дека имаме кривично дело. Тоа се тие недоследности во регулативата, па и во праксата и различни толкувања кои што ја прават оваа проблематика многу сериозна и податна за дискусија и за анализа. Додека, например, во САД околу половина од државите за медицински или рекреативни цели ја имаат легализирана употребата на марихуана, во државите кои што спаѓаат во континенталното право тоа се 10 до 15 максимум држави, меѓутоа тенденциите се во насока на тоа да се форсира така наречениот модел на рехабилитација. Па така сега строго казнено правно имаме држави во кои што канабисот ужива различен третман во споредба со другите дроги, едноставно се смета дека е лесна дрога, ние немаме таква класификација за жал. Значи еве едно од отворените прашања, имаме исто така држави каде што се е ставено на куп, исто и кај нас, меѓутоа праксата покажува тенденција употребата и делата генерално, кривичните дела во врска со канабисот да се третираат како нешто полесно, нешто што ќе инклинира, да речеме, во судското одмерување на казната и така натаму кон изрекување на пониски казни, а државите се повеќе одат во насока на тоа да изрекуваат и некакви вонинституционални мерки, парична казна, судска опомена и слично. Друго отворено прашање е што всушност ние сакаме. Има разлика помеѓу концептите на декриминализација, депенализација и легализација. Мислам дека ние од старт не сме ги расчистиле овие прашања. Дали едноставно казненото право ќе се повлече од една
сфера која што има висок степен на приватност, што ќе правиме ние со нашето здравје, во што ќе уживаме, што ќе внесеме во нашиот организам, како што се повлекува и од делот, да речеме, на приватниот живот, интимната сфера, прелюбата и така натаму, некогаш познати инкриминации, но денес строго оставени на некаква морална или друга осуда, или, например, дури и само пометнувањето не е казниво, па дури и во повисоки фази на бременоста, чисто да направам една паралела, односно аналогија. Дали ќе имаме депенализација во смисла на тоа органите на казнениот прогон да имаат еден поинаков пристап, да речеме во случај кога нема опортунитет јавното обвинителство да се повлекува, едноставно да нема гонење и така натаму, или пак легализација, каде што сега имаме најширока рамка и најголема обврска за државата, како што беше споменато и од претходните говорници. Еве да речеме на марихуана или канабис, биде легализирано, тоа ќе значи дека државата треба да одговори на низа прашања од типот кој, каде, како ќе ужива, кој ќе произведе, со каков квалитет ќе биде, колкави количини ќе може во едно место, да речеме, да бидат присутни, односно складирани, кои се тие места, дали треба да бидат оддалечени од определени институции, училишта, градинки и така натаму. Контрола дури и на квалитетот. Проблемот со дозволениот лимит за лична употреба, дефинирањето на помало количество, тоа кај различни видови на други, нормално дека е различно. Мислам дека е време, ако не во член 122, меѓутоа во подзаконски акт, па и во член 122, конечно да се дефинира, да се регулира ова прашање и да го скокнеме едноставно предизвикот на незаконски донесувања на некакви интерни акти на органите за кривичен прогон, правосудните органи, да кажеме дека тие се надвор од законот, дека добиваат легислативна улога, што во суштина е така. Значи да го задржиме почитувањето на начелото на законитост. Например, во Белгија постои можност за изрекување на затвор, меѓутоа им се даваат насоки на полицијата да не преземаат действија за идно гонење кога се работи за непроблематични случаи, едноставно да го евидентираат само на локално ниво, а не и на централно ниво тоа како проблем. Или, например, во Австрија полицијата ги известува директно здравствените органи наместо правосудните со цел да се најдат решенија кои што ќе ги решат проблемите во оваа сфера, наместо обвинителството да се оптоварува со гонење на ситни или вакви случаи за кои што е спорно дали се против здравјето на луѓето воопшто. Во Данска, Франција, Германија, Обединетото кралство, па и во Холандија, постои можност за изрекување на казна затвор, меѓутоа се нагласува примената на така наречените вонинституционални мерки, особено кога се работи за помало количество на друга, количество за лична употреба. Одгледувањето на канабисот исто така е важно прашање. Например, во Белгија одгледувањето на едно растение се смета за полесно дело, значи не е декриминализирано. Во Холандија до 5 растенија, Финска исто така го смета за кривично дело, независно од количеството. Шпанија, Португалија исто така го сметаат за кривично дело, нели гледаме тука определени ограничувања. Во Хрватска одгледувањето на едно растение за лична употреба може да се казни со затвор од 6 месеци до 5 години, што е казна како за привилегираните убиства во Република Македонија. Ја спомнавме Португалија, она што сакав да го нагласам е дека тие пред година и пол од прилика славеа 15 години нели од декриминализацијата на користењето на воопшто на сите наркотични дроги, односно со законот број 30 од 2000 година беше тоа направено. Повеќе не се смета за кривично дело поседувањето на дрога за лична употреба, меѓутоа останува да биде административен прекршок, затоа мора да бидеме внимателни кога зборуваме за декриминализација и легализација колку одиме. И според некои податоци мислам дека се точни, 25 грама на марихуана бац, како би биле топчиња марихуана, или 5 грама на хашиш, 2 грама на кокаин, 1 грам на хероин, амфетамин и така натаму, може да поседува секој без да се смета за извршител на кривично дело.
вистинско време е на да се посветиме малку, да се свртиме кон прашањето за рехабилитативниот третман. Сега дилемите кои што сакам да ги отворам како прашања, бидејќи ние денес не можеме да го дадеме дефинитивниот одговор и не би било сериозно, бидејќи навистина недостасуваат истражувања во повеќе сфери, се работи за исклучително комплексна интердисциплинарна проблематика. Се, например, дали поострувањето на санкциите води кон намалување на употребата на дрога? Мислам дека тука ќе се согласиме дека тоа дури и за други потешки кривични дела и таму каде што има дури смртна казна и така натаму. Дали се трга од она дека забранетото овошје е секогаш нели попримамливо, посладко и така натаму? Дали ни е потребна дистинкција, односно класификација на дрогите по категории и така натаму? Она што веќе го спомнав, подитно што треба да се направи е да се дефинира што значи помало количество дрога и за лична употреба, и она што го споменав, овозможувањето на употреба на наркотични дроги, ставање на располагање на простори и така натаму. Тука треба и теоријата и праксата да ги разрешат овие дилеми. Дали има потреба од ревизија на наркоинкриминациите? Дури да остане статус кво, одговорот е да. Се согласивме дека потребно ни е до прецизирање, дури и да не се сменат политиките во оваа држава по ова прашање. Второ прашање што се поставува е кон што целиме? Кон декриминализација во една поширока смисла на зборот, во смисла на тоа да се избрише прекршокот, меѓутоа што правиме со обврските кои што произлегуваат од меѓународните конвенции и така натаму. Инаку, ако сега прашате, уживањето на наркотичните дроги, лично, прекршок против јавниот ред и мир, 20, да. Меѓутоа, ако тоа го правите, како што реков, во приватност на вашиот дом осамени и така натаму, не представува кривично дело. Ако одиме стриктно правно, ние немаме криминализирано во смисла на, ме разбирате, на едно потесно гледиште, меѓутоа сепак представува еден вид на казниво дело, или пак одиме третата опција кон легализација. Ако одиме кон легализација, би кажала дека ќе се придружиме на групата на држави кои што се уште се малобројни, и тоа значи и големи обврски и одговорности за самата држава. Се поставува прашањето дали Република Македонија во овој момент со сите други отворени прашања и проблеми има капацитети ова да го преземе, или можеби треба само да се размислува и да се направи план, да се види кое би било најсоодветното решение и што би можело да се направи во догледна иднина. Чекорот кон легализација би значило нели зголемување на бројот на акти со кои што ќе се регулираат низ прашања поврзани со оваа материја. И нормално да не заборавиме, исто како со алкохолот, може да го уживаме како сакаме, колку сакаме, меѓутоа имаме одговорност како се однесуваме, што правиме, како возиме и така натаму. Уживањето на опојни дроги би било повеќе санкционирано во смисла на тоа повеќе контроли, задолжителни контроли да се прават. За мене е најправилен модел да државата го превземе и производството и продажбата, при што економските бенефити во ред, меѓутоа тие секогаш треба да бидат секундарни, бидејќи по мое видување и по вршени истражувања, полибералните политики водат кон намалување на употреба на така наречени hard drugs, односно и class drug, пред се мислам на кокаин и хероин, а другите придобивки економски и слични секогаш треба да бидат секундарни. Воопшто, кога се размислуваше за законското решение и за воведување на некакви либерални политики. Нели во регионов сме ние меѓу водечките држави кога станува збор за масло од канабис. Меѓутоа секогаш постои размислување од идеја до реализација. Ова рестриктивна политика на Република Македонија не беше вака замислена во однос на медицинските цели. Зошто? Знаеме, сите сме сведоци дека кој денес може и каде може да се купи официјално, легално маслото од канабис. Се знае дека само една компанија фармацевска има лиценца и така натаму. Морам да ви кажам сега и од коруптивен аспект како тоа изгледа. Во однос на формирање на цена, во однос на продавање и така натаму, во однос на квалитет и така натаму. Нашата идејата беше одлична заради медицински цели. Меѓутоа, дефинитивно, изостана она што се нарекува константен квалитет на маслото од канабис и втора работа, монополска положба на компанијата која што го продава. Тоа генерира други форми на криминалитет, кои што треба гласно да ги кажеме,
И објаснувањето на надлежните здравствени или не знам кои власти е дека во најскоро време ќе имаат конкуренција. Значи, ова ме потсеќа на еден социјалистички модел. Имаат и ексклузивно право, не ексклузивно право, затоа што државата им го дала ексклузивното право да бидеме отворени. Со високи критериуми и така натаму. Меѓутоа, ако направите парабола во однос на тоа дали и други фармацевтски компании можева да го прават, дефинитивно можат. Зошто не добили лиценца? Не може да ви одговори. Кога излезе законот, ме прашаа за мислење, бидејќи не знам драфт верзијата дали сте гледале со лимит од 2%, така. Самото законско решение мирисаше на она на наместен тендер, како кога ќе сакате да наместите тендер, едноставно ќе ги дигнете критериумите екстремно високо за да го ограничите пристапот, односно на кој би се јавил на тој тендер, вака метафорично. И треба да бидете попрецизни. Не миристеше, туку смрдеше. Да сте живи, да, Ние немаме научни истражувања, сега имаме некои податоци од други држави кои што треба да се одредат, во право беа некои од забелешките од публиката дека треба да се временски предодредени, да се види колку се актуелни, затоа што се повеќе и повеќе се развија и медицината, се развиваат и истражувања кои што најновите покажуваат едни резултати, а пред 20 години тоа било, да речам, нешто што апсолутно било сосем различно. Меѓутоа, она што треба сите да го сватиме е дека токму во Република Македонија, ако сакаме да направиме некои измени, тие мора да ги направиме во рамките на системот и институциите кои што имаат значајни улоги во овој процес, како што е меѓуресорската комисија, треба да се сметаат за партнер во овој процес. Така да, ако треба да работиме на надополнување или на надградување на капацитетите на комисијата, тоа таму треба да се насочи државата. Ме разбирате, значи ние сме тука за да секој си ги изрази своите мислења, за да се види каде имаме недостатоци и во оваа насока затоа апелирам дека треба точно и издруженијето да ги лоцира стратешките партнери кои што би му биле во случајот се владата, меѓуресорската комисија, представници од сите министерства и контактите за она што издруженијето се залага и научните дебати да се одвиваат на едно мултидисциплинарно ниво, затоа што само така можеме да направиме суштествени и долготрајни измени кои што ќе ги задоволат од една страна и меѓународните стандарди и од друга страна ќе ги задоволат нормално очекувањата на она што представува следење на современи модерни трендови. Сакам да ги поздравам иницијаторите за оваа трибина. Очигледно кај нас ерес да се дебатира на темата, меѓутоа ова присуство укажува дека луѓето сакаат да се дебатира. Јас, колешката Ивана Туферџич, стоиме на располагање, пратениците други на Либерално-демократската партија да предложиме измени. Цела година и пол со Филип дебатираме и дел од тие дебати всушност беше употребата за медицински цели на марихуаната. Сега е нова невладина. Не сакам да се остани само на дебати, да направиме конкретна акција со конкретни рокови. 2018 да дадеме конкретни рокови кога ќе се предложи некое законско решение. Јас сум председател на комисија за економски прашања, ако не сака председателот на комисијата за здравство да има јавна дебата и расправа во собранието, јас ќе свикам таа расправа која што ќе биде економскиот бенефит од легализација, па врз основа на тоа ќе ги фатиме сите други теми. Стоиме на располагање, имате поддршка, ние сме само 5 пратеници, Павле Богоевски во ред ќе ви дадам, стоиме на располагање да ја дебатираме, бидејќи овде слушна 100-150 луѓе, меѓутоа преку јавната расправа, преку собранискиот канал ќе слушни цела Македонија. Не сакаме да направиме нешто како за медицински цели да се продава водичка без ТХТ, а некој да прави екстра профит на таа сметка. Значи ако правиме законско решение да правиме за сите, а не оној што го произведува да бара на црниот пазар со поголеми количини, а да му се нуди на јавноста или на граѓаните нешто што не вреди за тие пари. Значи да не правиме нешто за некој да прави профит. Благодарам. Прво е многу смешно и коса ми се крева на глава, значи не зборам тука за вас, него за воопшто цела ситуација во држава кој ни го носи законот за легализација на марихуана, без разлика дали за рекреативна, без разлика дали за медицинска употреба. Тоа е едно исто, тоа прво треба да се направи. Втора работа. Затоа ми е криво Ленче што си отиде. Ако више земеме дека научните истражувања на кои Ленче баш тоа го спомна пред 20 години, вака било, сега вака науката се развива. Научните истражувања пред 20, 30, 40 години се дизајнирани
за да покажат лоши ефекти од марихуаната, за да стане нелегално. Сега ги имаме тие истражувања, пошто мораат да ги извадат јавно, буквално како бомбите што беа, нели за некои беа нелегални докази, ама реално кога ќе видиш што се случува, не ти треба да си човек, не ти треба некоја нели законска правна норма за тоа да биде легално или вистинито. Така, вака сега, вака. Ако ги знаеме тие научни истражувања дека не држат вода, значи не држат вода, господине, све што кажавте, извини, све што кажавте, еве, да не кажам, да не е грубо дека излажавте, ама не беше вистина. Ќе ви го кажам и постерот, сега ќе ви го објаснам точно од кај е тој постер и со кои истражување, пошто вие очигледно не знаете. Беше за пушење на постерот, имаше плоча. Вака. Не, па точно, не, точно ќе кажам зашто е од кај е тој постер. Исто така вака сега. За да се решава ваква тема, тоа е зен техника, прво треба да си го испразните мозокот од претходните предрасуди. Со ова сакам да скратам сите забелешки што ги имав, вклучително и вашата дека вие и дури интелектуалци пушат. Па за ваша информација само интелектуалци пушат. Не. Марихуаната е ресурс, зашто од неа се прави бензин. Од самата медицинска употреба на марихуаната тука што ќе се сади, ќе ви кажам и точно што е со законот и со таа едната компанија, што мене проба у затвор да ме стават, ако сакате овде рекол група. Па правниот аспект кој е? Ако Ленче 100 пати кажа дека законите треба да се носат на база на научни истражувања. Кажете ми ги научните истражувања со кои е забранета сега, зашто според нив одиме? Затоа и застанете вака. Застанете вака. ќе продолжиме постепени, ќе имаме уште 5 минути. Уште 2 минути. Еве, сега ќе ви објаснам. 5 години Живеам во Чешка 9 години и од време на време доаѓам тука. Сакам да дам два примера. Еден од тоа како сум третиран на јавно место кога сум запалил џоинт во Чешка и како бев третиран во Македонија минатиот пет. Значи, во Чешка дојде полицајецот на паркинг кај што пуштевме џоинт, истетовиран, со добро вечер господине, како сте, што работите? Еве пушиме џоинт. Еве молам, ќе може ли џоинтот да ми го покажете? Да, еве го. Ние уште пушиме, тој не прави галама ништо. Вика, господине, имате лична карта во вас? Да. Так, 20 евра казна за јавен ред и мир. Ќе ве молам друг пат, сите пушат во парк. Идете во парк, пушете џоинт. Сите тука пушат во парк, кој е нормално, значи. Сега се донесе новиот закон за цигари. И во тие места, во тие клубови кај што се пушеше, сега не се пуши затоа што цигари не се пуши. Во ред, во Скопје, платив 500 круни, тоа е 20 евра, на лице место со господине, чао, пријатно, уште еднаш да не ве видам на улица да пушите џоинт. Ја века пушам џоинт, ама пушам дома, века еве глеме тетовиран сум целиот, порано пушев многу, века сега пушам онака, пуши си дома или у парк. Тука века на пријава ве видел некој дека пушите на светло, тоа е паркинг од хотел, се исплашил тој дека нешто правиме, викнал полиција, ја морам да направам записник, инаку вика за ова е смешно. Имате нешто у вас? Немаме. Пријатно. Чао. Во Скопје, после концерт доаѓам од аеродром, ме зима таксист, доаѓам на концерт, поканет сум на Пин конференс како гостин од артист сум иначе како музичар. Пушам, после концерт пушиме џоинт на самата улица, надвор. Господинот што го вади џоинтот, го прашувам, пошто знам тука како е, јас сум од Јаја Паша поточно, па знам многу како е. И викам, тука ли да го пушиме? Тука пуши го. Абе викам, како тука е сега ово она? Абе тука вика шарена револуција, ние главни сме. Викам, ако дојдат џандари, кој вика, абе тука. Го пушиме џоинтот, не сме само ние двајца, девојка, двајца музичари од Бугарија, не знам како. Доаѓа полицаец кога девојка пуши џоинт. Кај не зе џоинтот. Прави вакво рација, так, тука, ајде сите, на вакво сите у станица, вадете што имате пред џепови.
Јас со бела брада, господјата 40 и нешто, овој што го изведи џоинтот 50 и нешто. Интелектуалци. Господјата работи во Ману, да се разбереме сега, да не инкриминирам. Ама, моментот е, кај е чиве џоинтот, Саше, абе тебе те фативме прошлата недела, ај ти оди си, вие ќе дојдете со нас. Ние завршуваме кривично за пола џоинт у станица 3 сати малтретирање. Сметам дека ова е клучното прашање кој што требаше денеска да го чуеме и да се разговара, имајќи ги предвид профилите на луѓе и професионалци кои што седат овде, а тоа е апсолутната контрола на власта, односно на државата кон растенијето. Сепак ние тука сега цела зборуваме И луѓе кои што не се закана за општеството не смеат да бидат така третирани. и на луѓето, а не на штетните последици од апсолутната контрола на државата кон ова област. Особено тоа индикативно е зашто е толку и нејасна регулативата. Ако е нејасна, значи таму нешто мириса. Она што е одговорност на професионалците од таа страна е да испитаат кој тоа во организиран криминал или е здружено тоа го организира и го прави, кој тоа меѓу судиите седи таму и тоа го прави и така натаму, а се она што е аспект на оштетување на човекови права на граѓаниве овдека на нас сите, како вклучувајќи го и Митко. Мене ако ме прашате, секој што има медицинска потреба, треба да му биде дозволено одреден број на растенија да може да си ги расте дома, со тоа што го зборувате контрола, со тоа што го говорите контрола во смисла да може државата да контролира квалитет и така натаму, кој е нужно, не можете да исклучите во целост државата. Меѓутоа сме на иста линија, а со време сме лимитирани, меѓутоа нема да биде ова последна расправа. Моето име е Владко Деков, доаѓам од Хопсовци за здрав живот Скопје, значи 20 години работиме исклучиво на темата на дроги и мене сакам да поздравам ова средба денес, без оглед што се во главном говорителите доаѓаат нели од кривично правниот аспект. Немам никаква забелешка, затоа што дури сметам дека и во рамките на такви стручно, тесно дисциплинирани области треба да се дискутира ова и така да прво сакам да изразам честитки за оваа средба. Самата потреба да луѓето зборуваат и да се надзборуваат еден за друг зборува за потребата од ваков тип на настани. Ова не е додуша и прв од ваков вид, меѓутоа веројатно ќе треба види нам многу повеќе да се зборува на оваа тема. Јас имам само две клучни моменти кои сакам да ги кажам. Значи во Македонија посудувањето и употребата на било која дрога е декриминализирана. За лична употреба збориме. Така да, то не е кривично дело. Зборуваме само за прекршај против јавен ред и мир. И во тој контекст ние немаме толку многу лоша, да кажеме, правна регулатива, меѓутоа судската пракса, пошто дека имаме и суди, јас би сакал само да надесам, ние во 2016 правивме истражување каде што само во Скопје во просек негде околу 1000 нешто беа уфатени дела во член 215, 216 и прекршај против јавен ред и мир, е утврдено дека 930 се по член 215 и 216, а помалку од 100 се прекршај против јавен ред и мир. Одно што ни зборува нам тоа, дека во Скопје има повеќе луѓе кои што продаваат дрога од оние што употребуваат. Значи судската пракса кај нас Во корелација со тоа што го апсолутно. Значи е прилично, да кажеме, проблематична и тука треба да имат огромни промени, затоа што ние можеме да имаме извореден законски систем, правна регулатива, ама како тоа се спроведува во рамките на судовите е друго прашање. Кога зборувам за контекстот, пред неколку години, тука се и медиумите присутни, во медиумите се користеше еден пример за исмејување. Тоа беше пример од Струмичко, каде што еден човек се дрзна, така кажано, да пријави во полиција затоа што некој му крадал од марихуаната која што тој си ја садал.
И тоа беше за подсмев. Меѓутоа токму тоа е контекстот за кој што ние треба да разговараме. Луѓето во одредени реони, во одредени градови сметаат дека тие имаат апсолутно право да си садат сопствена, да кажеме во конкретен случај канабис за лична употреба. И ова што го кажа Митко, не е тука очигледно сега се замина, е токму поради ваквите случаи и илјадници други случаи во нашава земја кои што среќаваат секој викенд па и секоја вечер. Значи ние треба да направиме такова законска регулатива кај што не смееме вакво нешто да дозволиме да луѓето бидат малтретирани заради еден џоинт.